Што е потребно човекот да биде среќен? Пари? Здравје? Имидж, статус во општеството? Што е потребно? Ако започнеме да размислуваме длабоко, да бродиме во овие теми, ќе откриеме дека посакуваме нешто кое што можеби и не е неопходно во нашиот живот. Што и да имаме, ако љубов немаме, ништо немаме. Човекот е створен од љубов и без таа љубов не може да опстане. Познавам луѓе кои што имаат навистина многу пари. Познавам луѓе кои што се познати. Познавам луѓе кои што имаат добар статус во општеството, реализирани во повеќе аспекти од нивното живење, но одново не се среќни. На бедните им не достигаат пари. На богатите им не достига инспирација. На оние кои што се средна класа, ако можам така да ги издвојам, на нив се нешто им не достига. Сите се незадоволни. И се прашувам долго време од каде доаѓа тоа незадоволство. Како еден човек да биде задоволен и тоа задоволство да предизвика среќа или радост? Како е тоа возможно? Ако имаме радост, како да ја задржиме да трае постојано во нашиот живот? Драги пријатели, во животот не може да ве израдува еден мобилен телефон. Во животот може да биде радосно само она кое што има вистинска вредност. Господ ни го дал семејството. Ни ги дал родителите, децата, пријателите, личните релации кои што ги градиме со луѓето. Тоа е нешто на кое што се сеќаваме. Тоа е нешто во кое што треба да инвестираме. Во нашите меѓучовечки релации треба да негуваме љубов и семејни вредности. Тоа се вистински вредности. Тоа го обојува животот со вистински спомени, кои што не бледнеат, остануваат да живеат во нашите срца. Времето поминува. Помина 2017, доаѓа 2018, и така се нижат ден, седмица, месец, година. Но што останува? Прашањето е дали сме радосни. Дали имаме мир? Дали имаме чисти мисли? Или сме обременети од немир, нечисти мисли, внатрешен татнеш на болка, на грижа, на страв? Како тоа да се тргне од нас? Како да се тргне тој облак од темнина и да проблесне светлината? Едноставно е. Да ја примиме Божјата љубов во нашето срце. Тоа е решението. Таа Божја љубов е совршена. Божјата љубов е безусловна. Ние спознавме таа љубов преку Исус Христос, Божјиот Син. Ние сега славиме Божик, Христовото раѓање, доаѓањето на Исус Месијата, кој што дојде да ја исполни волјата на Отецот, да даде спасение за сите нас, за сите кои што веруваат во Него. Да веруваш во Христос не значи да бидеш религиозен човек кој што само почитува ритуали и обреди. Тоа не дава никаков плод во животот. Луѓето ги вршат тие обреди, на крајот одново се соочени со своите стравови, проблеми, со својата беда, со својата потрага да бидат радосни и одново среќни. Бог не сака да бидеме среќни 5 минути, еден ден. Бог сака да бидеме исполнети радосни постојано. Ако го имаме единството со Него, таа радост ќе биде во нашето срце. Таа радост произлегува како одлика на благодарност за тоа што Христос дојде и ни даде спасение. Драги пријатели и христијани, денеска ви се обраќам за да ве поттикнам да размислиме дали ние сме радосни, дали сме задоволни од животот и од она што Бог ни го дал. Бог ни обезбедил преку Христос различни ветувања. Преку Христос тие се манифестираат и реализираат во нашиот живот. Но зошто тогаш нема манифестации на тие чуда? Зошто се соочуваме со проблеми постојано одново и одново? Затоа што прашањето е колку место сме му отстапиле на Христос во нашиот живот, во нашите мисли, во нашето срце. Денес, дали размислувавме на Христос повеќе, отколку мислењето кон проблемите, кон ситуациите, стресот со кој што се соочуваме?
Ако ние инвестираме во деструктивни мисли, размислуваме на проблемите, тогаш тоа ќе го пожнееме. Но ако размислуваме на Христос, на Неговата совршена љубов, на Божиот план кој што треба да се оствари во нашиот живот, тогаш ние инвестираме во единство со Бога, во време поминато со Бога. Кога поминувам време со Бога, тоа ме полни со мир, со љубов, со радост, со ведрина. Тоа ме инспирира и ми дава сила да ги сакам луѓето. Да го следам Христос, бидејќи да си христијанин, значи да се следи примерот што Христос го остави. А Христос љуби, безусловно љуби. До тој степен, до толкова мера, што дури и си го даде својот живот за сите нас. За нашите гревови да бидат отплатени и преку Него да придобиеме праведност и да бидеме спасени. Кога живееме христијански живот, тоа значи да живееме живот кој што е полн со радост, живот благословен, живот кој што е карактеристичен и исполнет со честност, со искреност и поттик кон светоста Божија. Тоа значи дека сето она кое што е само формалност, треба да го тргнеме од нашиот живот. Тоа се традициите, човечките преданија, обичаите. Многу луѓе се робови на тоа. Кога доаѓа Божик, тие размислуваат многу повеќе што ќе стават на масата. Да помине адетот, да тропнат коледарите, да се дадат коштаните, оревите и така натаму. На тоа ли се заснова нашата вера во Христос, во живиот Господ? На тоа ли ќе останеме? Каков плод тогаш можеме да очекуваме дека нашиот живот ќе донесе? Драги пријатели, еве Исус што вели во врска со тие обичаи. Исус им одговори: лицемери убаво рекол за вас Бог преку пророкот Исаија. Овој народ ме почитува со устата, но срцето му е далеку од мене. Се залажуваат дека ме почитуваат, а всушност ги шират своите човечки обичаи, како да се мои заповеди. Вие ги оставивте Божите заповеди, а ги чувате човечките преданија? Лукаво ги укинувате Божите заповеди за да ги чувате своите преданија. Ова Исус го кажува дека не треба да го правиме во Евангелие по Марко 7 глава од 6 до 9 стих. Во Колосјаните читаме, вели: не дозволувајте никој да ве заведува со безсмислено филозофирање и со празни лаги кои произлегуваат од чисто човечки обичаи. Од овоземните принципи, а не од Христос, зашто Бог во целост е присутен во Христос во облик на човечко тело, па и вие сте целосно личности преку сојуз со Него. Тој е Господар на сите сили и власти. Ова го читам од Новиот Завет, од Библијата. И прашањето е каде во Библијата пишува дека треба да се пали оган, дека треба да се обрне толку многу внимание на ритуали, обреди, гранчиња кои што носат късмет, месење лепче со паричка. Драги пријатели, не бидете робови на тоа, бидејќи тоа нема да ве направи подобри луѓе. Ако сме христијани, тоа значи да бидеме препознаени по љубовта на Христос, она љубов која што е безусловна. Она љубов што те тера лебо да го скршиш на две и да го дадеш на бедниот, оној комшија, сосед или пријател или било кој што нема, кој што знаеш дека нема. Подели од твојата руска салата сарма или месо или што и да е, како одлика на љубов. Да се сакаме еден со друг, тоа е заповедта на Христос. Христос не кажа дека вистински се православните или католиците или протестантите. Таква категоризација нема на христијаните во Библијата. Христос рече: по љубовта ќе познаа дека сте мои ученици. Дали ја имаме таа љубов? Драги пријатели, тоа е одговорот. Тоа е одговорот за прашањето што би можело човек да го направи радосен и среќен. Љубовта Божја. Христос. Само тој го осмислува нашиот живот. Јас не зборувам за религија, зборувам за нов живот. Да се живее поинаку. Да се живее ослободено од религија. Да се живее во радост. Да се практикува верата на дело. Лесно е да кажам те сакам, но љубовта значи пожртвуваност и одговорност. Љубовта значи да те сакам, како што се сакам и себе си.
Драги пријатели, јас сакам да ве поттикнам да зачекорите, да го градите вашиот однос со Бога, да се приближите кон Бога. Со една тивка молитва, оваа вечер или било кој момент, или сега, да се помолите на Бога, да не критикуваме толку, очекуваме да се променат работите во земјата или во светот. Но што правиме за тоа да се случи? Дали се молиме Божјата милост да се излева врз сите, или пак само критикуваме и наоѓаме забелешки? Или пак сме само незадоволни и огорчени? Тргнете го тоа од вашето срце и од вашиот ум. Сејте добро и ќе пожнеете многу подобро. Љубете. Ајде да се промениме. Ајде сите да поработиме на тоа да бидеме подобри луѓе. Да имаме живот радосен. Да бидеме задоволни со се. Како? Покани го Христос во својот живот. Дозволи Тој да го води твојот живот. Дозволи во твоето срце Тој да ја излева неговата љубов. Дозволи си Бог да те води. Бидејќи само Тој е вечен. Времињата поминуваат, се поминува. Пријателствата, роднините, човечкиот живот згаснува како свеќа, на што ќе остане. И каде душата ќе оди. Драги браќи и сестри, пријатели мои, вие честитам новата година, 2018, и секој ден нека ви е благословен. Но секој ден нека ви почнува со Бога. Секој ден нека биде уште еден предизвик да љубите со Исусовата љубов. Дури во оние моменти кога луѓето не го почитуваат тоа. Ајде оваа година да биде година на пријателство, на љубов и на сплотеност. Година на молитва кон Бога. Година на чудата. Ви посакувам весели новогодишни и божитни празници. И ве поттикнувам во оној момент кога сме сами да се помолиме на Бога. Да се обратиме кон Светото Писмо, кон Библијата. Да се приближиме кон Господ. Зашто Господ е тука. И ова што го слушате не е случајно. Може би Бог сака токму сега да го отворите своето срце и да го поканите во вашиот живот. Христос се роди.